ученици, јас сум Славица Георгиева, професор по физика во Средното општинско училиште Коста Сосинов Радовиш. Денеска имаме час по физика за трета година гимназиско образование, тема бранови, наставна содржина, одбивање и прекршување на бранови, тотална рефлексија. Пред да преминеме на новото, да се подсетиме на она веќе изученото. Затоа имаме неколку прашања кои што може да го стопирате видеото и да пробате сами да ги одговорите. Што е браново движење или бран? Процесот на ширење на осцилациите во просторот во текот на времето се нарекува бран. Што е браново поле? Делот од просторот во кој сите честици осцилираат се нарекува браново поле. Што е бранова површина? Бранова површина е геометриско место на точки кои во текот на брановиот процес осцилираат со еднаква фаза. Се надевам дека немавте проблем при одговарањето на прашањата. Имаме неколку слики кои што сите од вас ги имате видено и се запрашувате како е можно тоа да се добие ликот на дадениот предмет. Всушност овде имаме одбивање на сончевите зраци кога ќе дојдат до рамната површина, во овој случај, како гранична површина е рамната површина на водата. Тоа одбивање на брановите или светлинските зраци, кога паѓаат на гранична површина, помеѓу две средини со различна оптичка густина, се вика одбивање или рефлексија на брановите. Подетално да го објасниме одбивањето на брановите. За таа цел ќе претпоставиме дека имаме две хомогени средини, одвоено со рамна гранична површина. Гледаме дека од еден упаѓа еден зрак, односно ни упаден зрак. Кога ќе дојде до граничната површина, тој се одбива, се рефлектира во зрак 2, односно 2 ни е рефлектиран зрак. Така што гледаме дека NC ни е нормалата, всушност алфа имаме агол, тоа е упаден агол, односно упаден агол е аголот помеѓу упадниот зрак и нормалата. И го имаме аголот бета, кој што ни е агол на рефлексија или одбивање, а тоа е аголот помеѓу нормалата и зракот на одбивање. Можеме да заклучиме дека аголот алфа е еднаков на бета, односно упадниот агол е еднаков на аголот на рефлексија. Тоа на крајот ќе го покажеме на една симулација. Денисов закон за рефлексија гласи: при рефлексија одбивање од дадена гранична површина, упадниот агол еднаков со аголот на рефлексија, упадниот зрак на даден бран, неговата нормала и зракот на рефлексија лежат во иста рана. Во зависност од тоа на каква гранична површина ќе паднат зраците, одбивањето може да биде насочено и може да биде дифузно. Односно, кога бранот падне на многу глатка или мазна гранична површина, одбивањето е насочено и тоа е прикажено на слика 2. Ако бранот падне на закривена гранична површина, одбивањето е дифузно и тоа е прикажено на слика 3. Сите ја имаме видено сликата или сите во живо го имаме ова направено и го имаме наблюдувано. И се запрашуваме како е можно оваа цевка да се гледа како два дела. Односно, едниот дел во воздухот кој што се наоѓа, а како да е поместена кога се наоѓа во водата. Всушност, овде имаме уште една појава, а тоа е прекрашување на бран. Односно, кога ќе дојде бранот на гранична површина помеѓу две оптички средини, во овој случај воздух и вода, освен што настанува одбивањето, при тоа од претходно знаеме дека со еден ни упаден зрак, упаѓа зракот, кога доаѓа на граничната површина се рефлектира, значи 2 ни е рефлектиран зрак, но кога ќе премине во другата оптичка средина, делот зракот се прекршува, односно 3 ни е прекршен зрак. Од претходно имаме алфа упаден агол, бета агол на рефлексија одбивање, и го имаме сега гама агол на прекрашување, тоа ни е аголот помеѓу нормалата и зракот на прекрашување. Затоа можеме да запишеме всушност дека имаме синус алфа врз синус гама еднакво на V1 врз V2 еднакво на N2 1, бидејќи светлината и сите бранови се шират со различна брзина во секој од дадените средини. Рековме дека на крајот ќе ги покажеме сите овие појави на дадениот линк. Денисов закон за прекршување гласи:
прекрашување на брановите, упадниот зрак, нормалата и зракот на прекрашување лежат во иста рамнина. Односот на синусот на упадниот агол и синусот на прекрашениот агол е еднаков на односот на брзините на ширењето на бранот во средината во која зракот упаѓа и брзината на бранот во средината во која бранот се прекрашува. Или тоа е релацијата што веќе ја имавме запишано. Така што овој однос се вика релативен индекс на прекрашување на средината 2 во однос на средината 1, во овој случај релативен индекс на водата во однос на воздух. Освен релативниот индекс на прекрашување, постои апсолутен индекс на прекрашување, тој се дефинира бидејќи постојат бранови кои што може да се шират без да постои материјална средина, односно да се шират во вакуум. Такви се светлинските бранови и сите видови електромагнетни бранови. И затоа е воведен апсолутниот индекс кој што представува однос помеѓу брзината на ширењето на бранот во вакуум и брзината на ширењето во дадена средина. Или математички запишано n еднакво на c врз. Апсолутниот индекс на прекрашување е битен, бидејќи понатаму под индекс на прекрашување на дадена средина ќе се подразбира апсолутен индекс на прекрашување кој зависи од бранова должина на бранот што упаѓа. Во табелата ни се дадени индекс на прекрашување на некои материјали каде што можеме да забележиме дека за воздухот е приближно 1, а водата е 1,3. Бидејќи имаме различен индекс на прекрашување, тоа значи дека средините ќе бидат различни оптички густи, односно средините со помал индекс на прекрашување се нарекуваат оптички поретки, во тие средини брзината на ширење на светлината е поголема. Средините со поголем индекс на прекрашување се нарекуваат оптички погусти и во тие средини брзината на ширење на светлината е помала. Снелисовиот закон за прекрашување може да се прикаже и преку апсолутниот индекс на прекрашување, така што, ако од апсолутниот индекс на прекрашување ја изведеме брзината дека е еднаква на c врз n1, и тогаш, кога во односот кај Снелисов закон ги заменеме вредностите за v1 и за v2 и сработиме двојната дробка, ќе добиеме всушност дека синус алфа врз синус бета еднакво на n2 врз n1. Бидејќи имаме премин од оптички погуста во оптички поретка или од оптички поретка во оптички погуста средина, тогаш имаме и различно прекрашување. Односно, при премин на светлината од оптички поретка во оптички погуста средина, зракот се прекрашува кон нормалата. Како на сликата гледаме дека прекрашениот зрак се доближува кон нормалата, но обратно кога имаме, како на слика 6, односно при премин на светлината од оптички погуста во оптички поретка, прекрашувањето е од нормалата, односно прекрашениот зрак се оддалечува од нормалата. Исто и овде го имам ставено линкот кој што на крајот ќе биде отворен и ќе бидат објаснети сите поеви. Имаме уште за тотална рефлексија. Значи, тотална рефлексија ни е појава кој што вели дека тотално, односно, значи целосно се рефлектира, се одбива во првата оптичка средина. За да настане тотална рефлексија, битно е бранот или зракот да доаѓа од оптички погуста средина во оптички поретка средина, како што е прикажано и на слика 7, од вода во воздух. Гледаме дека имаме еден упаден зрак, се прекрашува, па го зголемуваме упадниот агол повторно, имаме прекрашување, односно се оддалечува од рамнината, се до некој агол кој што е земен како граничен упаден агол, каде што гледаме дека зракот не се прекрашува, туку се лизга среди. Тој агол е наречен граничен, бидејќи кога ќе се зголеми упадниот агол, односно кога ќе имаме поголем упаден агол од граничниот агол, гледаме, тоа е упадниот зрак 4, гледаме како зракот целосно се рефлектира, односно целосно се одбива во првата оптичка средина, односно во водата. Повторно и овде го имаме линкот каде што на крајот ќе пробаме да го отвориме, попрево да дефинираме тоа што го кажавме, односно дека граничен агол е упадниот агол при кој светлината, односно бранот, се лизга по граничната површина. Кога упадниот агол е поголем од
поголем од граничниот агол, настанува тотална рефлексија. Така што ако применеме Снелисовиот закон за прекршување на граничниот агол, ќе имаме синус алфа граничен ни упаден агол, аголот на прекршување ни е 90, затоа имаме синус од 90 еднакво на n2 врз n1, односно еднакво на n2,1. Од овде следува дека синус алфа граничен е еднакво на n2,1. Ке пробаме сега да го отвориме линкот за да можеме да прикажеме, односно да ги прикажеме сите појави. Пред тоа треба да ви се отвори, кога ќе го притиснете линкот, да ви се отвори овој прозор. Овде кај материјали ќе ги избираме материјалите, горе бираме воздух, во долниот ќе избереме вода. Ако притиснеме на црвеното копче, еве ни ја појавата каде што имаме и одбивање и прекрашување. Значи гледаме како всушност кога ќе дојде до граничната површина, дел се рефлектира, се одбива, дека кога доаѓа во другата оптичка средина се прекрашува. Значи сме ја покажале појавата прекрашување. Друго треба да покажевме дека упадниот агол е еднаков со аголот на одбивање. Еве, всушност упадниот агол, ако го земеме да е 60 степени, гледаме дека и аголот на рефлексија ни е 60 степени. Значи сме го покажале и законот за рефлексија, односно дека упадниот агол е еднаков на аголот на рефлексија, односно одбивање. Сега треба да покажеме тоа што имаме дека кога од оптички поретка средина, еве од оптички поретка средина во оптички погуста, односно од воздух во вода, поминува, гледаме дека зракот се прекрашува кон нормалата. Додека ако ги сменеме местата, односно ако земеме да упаѓа од вода во воздух, тогаш гледаме како всушност зракот на прекрашување се оддалечува од нормалата, односно прекрашувањето е од нормалата. И во овој случај можеме да покажеме и тотална рефлексија, односно како ќе покажеме тотална рефлексија, гледам како од овде ако почнеме, како го зголемуваме упадниот агол, прекрашениот зрак се оддалечува до нормалата и до еден момент целосно ќе се рефлектира, односно настанала тотална рефлексија. Значи ги покажавме сите појави кои што досега ги објаснавме и сега можеме да преминеме понатаму. Тотална рефлексија кај стаклена призма. Многу ни е битна тоталната рефлексија кај стаклена призма, бидејќи овде всушност се менува правецот и насоката на светлината. Можеме да забележиме дека на слика 8 ни е дадено призма каде што светлината го менува правецот и насоката за 90 степени со помош на тотална рефлексија. Додека на слика 9 светлината го менува правецот и насоката за 180 степени. Ваквите призми за тотална рефлексија нашле примена во повеќе оптички уреди, како на пример во дурбинот и перископот и други. Тоталната рефлексија најголема примена наоѓа кај фибер-влакната, а тоа се тенки, прозирни влакна од стакло или сличен прозирен материјал низ кој светлината поминува по пат на внатрешна тотална рефлексија. Така што фибер-влакната денес се составен дел на низа медицински уреди со кои се вршат прегледи на внатрешните органи на пациентите. Такви се ендоскопите, бронхоскопите и други. Односно, со помош на внатрешна тотална рефлексија можеме на екран да ги видиме органите кои што се всушност испитуваат. И како за крај еден пример, односно една задача, пробајте да го стопирате видеото и да ја решите сами. Над стаклена плоча со индекс на прекршување N1 1,55 се наоѓа вода со индекс на прекршување N2 еднакво на 1,33. Светлинскиот зрак паѓа од стаклена средина врз граничната површина стакло-вода. Под кој агол тој треба да падне на оваа гранична површина за тотално да се рефлектира. Значи овде ние треба да го најдеме граничниот агол, бидејќи под поголем агол од граничниот агол, значи под поголем упаден агол од граничниот агол, настанува тотална рефлексија.